Почитувани градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, службен вестник на РМ број 5/02, член 15 од статут на општина Росман и член 58 став 1 од деловникот за работа на Советот на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06 го донесува следното решение за свикување на оваа седница. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, предлагам да го изгласаме записникот од минатата седница. Има ли некој забелешка на записникот? Нема. Тогаш го ставам записникот на гласање. Кој е за? 9 за. Дневен ред. Точка 1. Предлог за дополнување. Да нема некој да се дополни дневниот ред? Барање не. Точка 1. Предлог за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022 година врз основа на поднесени иницијативи од физички и правни лица. Точка 2. Предлог решение за член на управен одбор на јавната установа Детска градинка Прасичка од Росман. Точка 3. Предлог барање за финансиски средства од КУД Росман и 4 советнички прашања. Дали некој има за дополнување на дневниот ред? Нема. Го ставам на усвојување на дневниот ред како што е поставен. Кој е за? 9 за. Значи одиме по првата точка. Предлог за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022 година врз основа на поднесени иницијативи од физички и правни лица. Дали некој има нешто да каже по овој предлог? Нема никој. Поставам на гласање кој е за. 9 за. Не. Ајде уште еден. 1, 2, 3. 8 за, 1 против. Воздржан. 1 воздржан. Одиме со втората точка, предлог решение за член на управен одбор на јавната установа Детска градинка Прасичка од Росман. Таму го видовте предлогот, тоа го дава Министерството за труд и социјала. Дали некој има забелешки на овој предлог? Нема. Го ставам на гласање кој е за. 1, 2, 3, 4, 5 за. Дали има против некој? Воздржани? 4. Точка 3. Предлог барање за финансиски средства за КУД Росман. Како знаете, че КУД Росман има покана за Балчова и предлогот од колегите советници и од сите нас е за ова покана да се одобрат 60.000 денари на КУД Росман. Дали некој има забелешки на ова? Нема. Го ставам на усвојување кој е за. 9 за. И на четврта точка советнички прашања. Дали некој има прашања? Оли Јошев? Почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Росман, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник. Движејќи се низ населението, ние советниците не идуваме на прашања, критики, пофалби и останато. Така да, неколку граѓани ми поставија прашање да го поставам на говорници, затоа си земав за право. Во известниот период од 5-6 месеци гледаме партнери уредувања на дадени места во општината. Првото беше уредување на централното подрачје кај Жито маркет, поточно кај местната заедница.
и каде што тук имаше поставено еден времен објект и тој времен објект е отстрнет и на него е спроведено партnerното уредување како што го гледаме и денес. Сега од втора група на граѓани поставуваат прашање за местото околу општината, исто така каде што имаме времени објекти, а не се отстранити, кој е критериумот за отстранување на тие дадени објекти, дали истите кои се засегнати поседуваат имотни листови или не поседуваат имотни листови и како, доколку околу општинската зграда се остават тие неколку времени објекти, како ќе го средите она уредување гласно во последните 2-3 години централното подрачје и исто така каде што таму имаме времени објекти. Тоа е едно прашање и неколку подпрашања. Тоа е едното прашање. И второто прашање, ако се сеќавате, градоначалниче, пред неколку седници ви поставив прашање за уредување на гробните места, каде што сакав да дадете инфо, она место каде што го проширувавте во местото под црквата, за колку места и за колку години би биле граѓаните на општина Росман мирни, да кажем, или спокојни, не знам кој збор да го одберам, заради тоа што кај голем број од населението владее страв, затоа што немаме веќе простор за гробните места. Ако имате инфо, ве молам, го поставив тоа прашање пред, мислам, 3 совети. Тие се 2 прашања сега за сега. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани членови на совет, во однос на вашето прво прашање, значи секој објект кој што нема имотен лист не е легализиран, представува диво изграден објект, без документи и се знае каква е постапката за тие објекти. Во однос на партnerното уредување околу зграда, отстранувањето на објект се врши најизменично по потребите на проектот. Во однос на вашето подпрашање за плочата, конкретно, значи, оваа година најверојатно нема да се отстранат истите тие објекти што се таму. Знаеме сите дека и од мојот претходник, градоначалник, имаше веќе започнати некои постапки. За жал, таму се уште се во второстепена постапка за двајца од, да речем, собствениците на тие објекти. И така да за сега таму не може да се врши, додека не се завршат тие постапки, додека не станат правосилни, не може да делуваме. Во однос на вашето прашање за гробните места, точно е дека еден мал дел се исчисти и се потвори уште, мислам, морбидна тема, но мора да зборуваме за тоа. Многу малци гробни места, работиме се уште на долгорочно решение. Во однос на, би кажал, необразувачки консултативни средби кои што ги правиме со лица кои што се експерти и стручни лица од таа област, има некои представени мислења, не се согласуваат со мислењата, а знаеме сите дека за да отвориме за нови гробни места треба да се прошири простор, али тоа ќе биде пополнување со земја, меѓутоа таму се јавуваат некои подземни води и малце проблемот е деликатен и сметам дека бара сериозен пристап и затоа посериозно пристапуваме кон проблемот, но очекувам за брзо да имаме решение. Не би сакал да се обврзувам со рокови, знам дека темата е итна и неодложна, дека навистина и реален е стравот кај граѓаните за гробни места. Не можам да кажам дека не е така, зашто навистина е така. Меѓутоа, во првиот момент кога ќе имаме одржавно, долгорочно решение кое што ќе го реши проблемот не за наредните година дена, туку барем за наредните 5 години, тогаш мислам дека такво решение ни треба и со такво решение треба да испаднеме и да го имплементираме. Тоа е тоа, ако нешто испуштив, се извинувам, меѓутоа мислам дека одговорив на вашите 2 прашања и подпрашања. Ви благодарам.
Не сакам да именувам лица и конкретни особи. Моje мислење е дека околу општина Росман има лица со временни градби. Треба да си го проверите. Еве, ако сакаме да бидеме успешни во една област, треба да имаме еден аршин за сите. Ако во централното подрачје го останивме тој времен објект и го направивме тоа партнер уредување, навистина личи добро, мислам дека истиот аршин треба да биде употребен и во партнерното уредување околу ова општинска администрација. Значи, проверете си го тоа, мислам дека треба едниот аршин да биде за сите. Не сакам да посочувам лица и парцели, ви самите ќе си ги најдете. А за гробните места, за жал, вашиот претходник Бранко Јанев, градоначалникот, 4 години не обидуваше дека имало подземни води, биле страотни тие подземни води, биле такви подземни води, биле вакви подземни води. И знаете како, ако се плашиме од даден проблем, никогаш нема да го решиме. Така беше и за водата, за водоснабдувањето, каде се смогна сили општина Каварец и општина Росман, каде се употреби повеќе енергија, повеќе ум. Проблемот беше многу едноставен и се реши, се најде и се реши. Мислам дека во дадениот временски период од 3 години колку ви преостануваат од вашето владење, да се акцентирате, да се насочите кон проблемите кои најповеќе ги тиштат, а тоа се гробните места во општина Росман. Океј, партнерното уредување околу општина Росман е најлесно да се изведе. Фирма, коцки, тап. Ево го видна за 4-5 месеци. Гробните места да засукате ръкави гранчанчи и да почнете со објавување на тендер, одводнување на вода, изгреба на подпорен зид и сите потребни и неопходни работи за тоа. Знам дека е сложен проблемот, но верувате дека ако се почне, се решава проблемот. Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани присутни. Вака имам неколку прашања до градоначалник за ми е поента на ваше барање овдека донесоме некој заклучок, некоја одлука за каналот. И така да сакам да прашам дали има преземено бидејќи ребалансот горе помина веќе во владата. Дали таму засукате некои ракави да видиме со пратеници до каде е, што е работа, бидејќи ќе ни помине после и другата година, а ни донесоме некој заклучок. Дали од тоа нешто има? Тоа ми е првото прашање. Второ прашање, пред 1-2 седмици ме прашав колку телефони има во општина Росман, ми рекоте писмено ќе ми одговорите, до ден денеска не ми е одговорено. И тука би побарал пауза и би побарал да видиме колку не кошта за Дувовден и колку фактури се исплатени на Црна река. Каналот, мислиш за каналот за црква што проведеме март? Почитуван член на Совет Павле, во однос на вашето прво прашање за сифоните, тоа е прашање кое што точно го споменавме, поведовме иницијатива, меѓутоа и тогаш разговаравме дека кога се прави државниот буџет, ќе ги повикаме со пратениците од нашиот регион, членовите на Совет, заедно со мене, ќе разговараме и како иницијатива ќе го повикаме ако треба и министерот за земјоделие, со цел да му ги кажеме проблемите со кои се соочуваме со сифоните, кои што се секоја година во дефект, и со цел да влезе тоа здравје во наредниот буџет на државата, бидејќи тоа како ингеренција или како иницијативи што можеме ние да го направиме. Ние ниту можеме да формираме буџетот на државата, ниту имаме средства ни да го реконструираме. Во однос за вашето прашање за броевите кои се користат во општината, точно е да моја грешка и ќе го искоригираме тоа. До крајот на оваа недела ќе ги имате точно податци. Јас се извинувам. Во однос на второто прашање, мислам дека во неформалниот дел разговаравме на наредна седница сите фактури кои ќе се пристигнати од организација на Духовден фест ќе ги видиме и ќе разговараме по однос на истите. Ви благодарам.
Дали други ме бахи повелиш. Едно повително прашање за општината, атмосферската канализација. Заради тоа што фактот добро да се подсетуваме, да се подсетуваме и проблемите ќе ги решаваме побрзо. Во изминатиот состав, во мандатот на Бранко Јанев, општина Росуман се задолжи 20 милиона денара за тој проект атмосферска канализација, крак по улицата на Гоце Делчев и крак по улицата на Ванеком, улицата, не знам која беше, Цандо Кузманов. Прашање, докаде тој проект и дали ќе се отпочне во теков на 2022 година? Драги Јошев, повелиш граѓаник. Следува член на Совет Јованче, а во однос на тие задолжувања од 20 милиони, такво нешто нема. Општината не е задолжена 20 милиони никаде за атмосферска канализација, може би имало некоја идеја, иницијатива од Совет, меѓутоа такво нешто нема моментално. Во однос на изградбата на атмосферската канализација, започнуваме со изградба на атмосферската канализација на улица Партизанска, реконструкција на фекалната и тоа во оваа година зборувам. До крајот на неделата започнува со реконструкција Партизанска, поставување на атмосферска и на фекална. Добивме средства, би рекол грант од Министерство за животна средина, со што го фаќаме крак 5, кој што е по-детално може да ви покажеме проектите. И исто така започнуваме со поставување на атмосферска канализација на улица Гоце Делчев, која што ќе биде финансирана од наши средства, а горниот слој, односно асфалтирањето, е преку Министерство за транспорт и врски, односно преку Светска банка. Со консултациите со лицата кои што се задолжени за општина Росуман и за улиците кои што се уште од претходниот мандат започнати, знаете добро, од Светска банка и транспорт и врски. Нашите информации се во консултација со нив дека крајот на август, почеток на септември започнува реконструкцијата и на Стерион Несторовски и во улицата во Трстеник, главната улица, исто така и Гоце Делчев. Значи знаете, мислам дека знаете добро дека овие улици се предвидени со Гоце Делчев и Стерион Несторовски со атмосферска и со реконструкција на фекалната канализација. Исто така Партизанска ја финансираме од средства на буџетот, која што започнува со, очекувам до крајот на неделата со изградба. И со крак 5 мислам дека тоа е еден сериозен зафат на поставување на атмосферска канализација и како за почеток, за прва година мислам дека е навистина значително. Очекуваме во наредните години да го продолжиме тој тренд и се надевам дека до крајот на нашиот заеднички мандат ќе успееме барем едно 70-80% да завршиме атмосферската канализација која што секако ќе биде функционална. Ви благодарам. Повелиш Јошев. Значи, градоначалниче, може да заклучиме дека претходниот градоначалник Бранко Јанев тука си правил екзибиции со општината. Слободно можеме да ги кажеме екзибиции, затоа заврши на неславен начин, како што се заврши со најнеуспешниот градоначалник во постоењето на општина Росуман. Значи, 20 милиона денара имавме вонредна седница, каде што се донесе одлука и сега ќе ги замолам правните служби да најдат, таа беше во последната година, 2021 година, каде што имавме вонредна седница, каде што општина Росуман се задолжи иницијатива за задолжување од 20 милиона денара за атмосферската канализација. Зошто ја имавме таа седница? По кој налог беше и како и каде е запишано тоа? Ве молам правна служба во идната седница да најдете таа одлука на Советот. Заради тоа што меморијата мене добро ме држа и Одлука се носи не мора да значи дека се задолжи. да. Значи задолжување е едно, одлука носење е друго. Може не се реализирало. Да, добро, а на ова говорница е добро што, например, советници сме дали зелено светло, ама да му кажеме на граѓаните дека општината не се задолжила, таа седница била јалова седница, да кажеме. Да бидеме малку професионални да ги информираме граѓаните. Оваа говорница е за информирање на граѓаните да се знаат сите работи. Еве лично и јас не сум знаел дека 20 милиона сме донесиле одлука на Совет, да задолжиме општините за актуелната атмосферска, ама еве со исказите на актуелниот градоначалник дека дел од тој проект, голем проект ќе се финансира од општините, дел од Светската банка и тоа е во ред. И че да поговараме за тисни учење.
Да. Донесовме одлука по иницијатива на градоначалникот Бранко Јанов. Каде рече кој датум Да. рече? Ама не, еве ја лично како советник не сум информиран, не знам. Еве сега последниот совет, еве можеби наша грешка, си земам тетрадкици и запишувам сите витални одлуки што ги носиме. Такви задолжување, финансиски средства, ребаланс на буџет, зошто е донесен ребалансот на буџет, кои средства да се исплатат, колку милиона, значи се што е над 1 милион денари више се озбилни сметки и мораме да бееме внимателни воопшто. Оти нели најголемиот товар кај што Бранко Јанов кажуваше по општината дека советниците се кошничари на оваа институција и он затоа не бил успешен началник. Оти ние сме го кочели. А ние една одлука не сме му изгласали за урбанизам и за комунални дејности против. Секој беше како и сега вашови гласаме едногласно за урбанизам, за капитални инвестиции, така беше и во изминатиот состав. Сега правната служба ќе донесе таа одлука што сме донесили и добро да ги информираме граѓаните дека сме донесили таква одлука, но не е реализирана. Ако успеја да најдат, за народна седница да. Благодарам Јошев, дали не бъде? Ајде ти ужелим. Вака, сакам да прашам, може не е битно, може не е битно. Дали се местните заедници, дали му се истечени мандати и дали планират да се изберат нови местни заедници по населените места? Граѓанот. Просто. Читам член на Совет Пале, и јас мислам дека да, тоа е наистина важна работа, меѓутоа со оглед дека сега кај нас е сезона на берба, сезона на одмори, сметам дека нема да има доволен број и нема да биде, би рекол, да не речем легитимно, сметам дека треба да го одложиме тоа за од септември, за да ги извериме тогаш местните заедници, кога луѓето ќе бидат и одморени, да не ги заморуваме дополнително со избор на местни заедници. И на некои места има председатели на местни заедници кои што функционирале до сега, меѓутоа исто како да ги немало, нека да има, каде што навистина ги презентираат проблемите, ги ми известуваат, се координираме, се слушаме, меѓутоа сепак ако сметате дека мораме итно да ги довериме, може уште наредната недела заеднички со членовите на Совет. Значи до сега и кога се бирале местните заедници не е тоа на некој начин строго толку многу регулирано. Ви благодарам. Благодарам, началник. Дали некој друг има разбор? Нема. Штом нема, со ова ја завршуваме денешната седница. Ви благодарам за на присуството. Ви благодарам, ги поздравам граѓаните на општина Росоман. Ви посакувам многу здравје во наредните денови и се најува. Поздрав.